Денес треба да продолжиме со Ефтај, односно книгата на Судиите, 11 глава. Ја завршивме 10-та, треба да продолжиме со 11-та, па таму ве повикувам и да отвориме. Значи во 10 минути до 11 почнувам, да си знам кога да завршам. Книга на Судиите, додека отвараме, да одговориме уште еднош на прашањето со кој што завршив мејатата сабота. Дали Израел има право на земјата на која што се наоѓа? Дали има право конкретно над палестинските територии? Според човечката логика, според човечкото право, дали Израел има право? Според човечката логика, според човечките закони, правила, нема право. Нема право. Со кое право? Единственото право на кое што Израел се повикувал е дека Бог им ја дал таа земја. Сеќавам брат Зоран кажа за време на поуката, како, гледајќи го денешниот Израел, како другите народи ќе го видат Бога во него, така? Но ја ќе ве подсетам, во самиот Израел нема Бог. Во самите израелци денес, според статистика, 65%, значи најголемото мнозинство израелци по вероисповед се атеисти. Значи, ако го немаш Бог, кој право го имаш на земјата? Никакво. Немаш никакво право. Некои велат, не знам дали е тоа точно, некои велат дека Давид Бен Гурион, првиот сионист и председател и основач на државата Израел, наводно и тој самиот бил атеист и како атеист ги кажал зборовите, изгледа во првото обраќање по прогласувањето на државата, 48 година, Бог ни ја даде оваа земја. Не знам дали е точно дека бил атеист кој ги кажал овие зборови. Но знам со сигурност дека ционизмот како движење уште од 19. век е движење на социјалисти, на леви. Значи, евреи со леви, социјалистички и идеолошки, значи нерелигиозни евреи, либерални идеологии и така натаму. Другото прашање што го поставиве, по таа аналогија, значи не може Бог не даде оваа земја, а не веруваш самиот во тој Бог, си се откажал уште пред 2000 години, си го распнал ветениот спасител, Месија, синот и наследникот на лозието, на кое што Господ е газда, и си го избрал Варава. Значи, со Барабата не може да имаш право на таа земја. Само со Господа можеш. Другото прашање што го поставив, дали ние по човечка логика и не само по човечка логика, и според Божиот закон, и според било каков принцип на праведност, дали ние имаме право на новата земја? Дали имаме право на новата земја? Дали имаме заслуга? Не. Дали некој што ќе живее од овој свет на новата земја, таму ќе биде по заслуга? Дали таму ќе биде со право? Кој е единственото право што може да го имаш? Значи, единственото право на кое што Израел се повикува за земскиот Ханан, Божјето ветување.
Апостол Павле вели во Галатјаните, се сеќавате, 3 глава, последниот стих. Не ми текнува кој беше поред. Ако сте Христови, значи, кој е големиот услов? Ако сте Христови, тогаш сте што? Тогаш сте чеда Авраамови и според ветувањето што? Наследници. Колку убави зборови. Кој беше големиот услов? Ако сме Христови. Ако Христос е наш и ние сме Христови. Оние што велеа Тито е наш и ние сме Титови, особено многу гласно на денешен датум, да, во тие времења, каде се сега тие? Таму каде што е и нивниот Бог. Каде е Тито? Таму се и они. Но ако Христос е ваш и вие сте Христови, каде ќе бидете? Каде што е Христос? И како рече Христос? Што им рече Христос на своите ученици? Одам да ви приготвам место. Кога ќе ви приготвам место, Јован 14 глава, повторно ќе дојдам, ќе ве земам, за да бидете таму, каде што сум јас. Колку убави зборови. Имаше едно друго прашање што го поставив при крајот на 10 глава од книгата на Судиите. Да го прочитам уште еднаш тој стих. Отворивте во Судиите 11 глава. И јас се уште не, бидејќи не може да правиме две работи во исто време. Да, при крајот на 10 глава, почетокот на 11-та, тука застанавме. Имено, ако се сеќавате, да ве подсетам, бидејќи не се најде маж во Израел, кој што ќе ги поведе израелците како водач во ослободителната војна против амонците, мора израелците да се обратат на комитскиот војвода, архибандитот, синот на блудницата, по име Ефтај. Му ветија власт, му ветија што ќе му дадат и што ќе добие ако се нафати и ако успее да го ослободи народот. Тој побара гаранции и сигурност за тоа нешто. И во 11 глава ќе ги почнеме уште еднаш 9 и 10 стих и потоа 11. А Ефта им одговори на галатските старешини: ако ме вратите, бидејќи беше прогонет, ако се сеќавате, ако ме вратите за да се борам против амонците и Господ ми ги предаде, ќе станам ли кај вас кнез? Тоа они веќе му го ветеле пред тоа, но тој сега повторно ги прашува, бидејќи било премногу добро, за да звучало премногу добро нивното ветување, за да биде вистинито. Галатските старешини му рекоа на Ефтај: Господ нека биде сведок меѓу нас, дека ќе постапиме според зборот Твој. Значи се заколна во Божјо име. Потоа Ефтај отиде со галатските старешини, 11 стих, и народот го постави за свој поглавар и војвода. И Ефтај ги искажа сите своји зборови пред Господ, што ги беше рекол во Мицпа. Значи, ова се случува во Мицпа, западно од Јордан. Амонците
се токмат да ги нападнат од таде Јордан, од источната страна на Јордан. Кога го погледнав 11 стих во други преводи, и дури во Константинов е појасен, а и во многу други преводи го гледав, се работи кои зборови ги искажал Јефтај пред Господ во Мицпа. Значи, овие зборови на заветот што му го дале израелците, дека ќе го постават за војвода, значи како еден вид ветување, и дека на тој начин ќе се нафати да војува против непријателите на Божиот народ. И потоа ги читавме зборовите што беа вовед во дискусијата дали Израел има право на оваа земја, затоа што кога Ефтај го прашал амонскиот цар, му испратил гласници, амонскиот цар му кажал во одговор вакви зборови што и ден денес се слушаат во врска со израелската политика на Блискиот Исток. Дека оваа земја припаѓаше на други народи пред да дојдат евреите да ја освојат, и затоа амонскиот цар си полага он право на не само на Галаад, туку од исток, туку и западно од целата земја западно од Јордан, на целата израелска земја, амонскиот цар си полага право. И тоа е актуелна тема, како што реков и минатиот пат, затоа што, дали знаете, пред да биде прогласена така наречената палестинска територија, палестинска држава, дали знаете така наречениот западен брег, значи Јудеја и Самарија заедно, официјално на која држава припаѓале, дали знаете, западниот брег? Значи не на Израел, официјално само западниот брег. Кои беа амонците? Амонците денес кои се? Јордан. Значи, западниот брег, со се стариот Ерусалим, со се Храмската гора, припаѓале на кралството Јордан, официјално, пред Израел да ги окупира 67 година. Дури постојат така наречени, се чуле, верувам, ултраортодоксни евреи, кои што не го признаваат Израел како држава. Има евреи што не го признаваат Израел како држава, што се против ционизмот. Затоа што веруваат дека вистинскиот Израел, Божиот Израел или Господовиот Израел е нешто што Месија ќе го воспостави кога ќе дојде, а било каков политички Израел денес е фалсификат. Мнозина што се непријатели на Израел и евреите го зборуваат тоа, но постојат и евреи кои што тоа го зборуваат. Тие се така наречените ултраортодоксни евреи. За нив своевремено читав дека за да отидат да се поклонат на Храмската гора, која што е и нивна светиња, местото каде што стоеле двата храма во библиски времења, овие ултраортодоксни евреи, затоа што не го признаваат државата Израел, иако и Источен Ерусалим и Храмската гора се во владение на израелската држава, ултраортодоксните рабини оделе да бараат дозвола од Јордан за да се качат на Храмската гора и да се помолат таму, замислите. Ефтај го добил истиот одговор во вториот милениум пред Христа, дека Израел нема право на таа земја. Како одговорил Ефтај, 14 стих, и од тука продолжуваме. Како одговорил Ефтај? Но Ефтај пак испрати гласници кај амонскиот цар за да му кажат. Вака вели Ефтај, 15 стих. Израел не ја зазаде земјата Моавска и земјата Амонска. Зашто кога доаѓаше од Египет, Израел отиде во пустината кај Црвеното море и дојде во Кадис.
Само малце повторува историја Ефтај. Историјата што ја прочувавме во книгата Излез и во останатите книги Мојсееви. Оттаму Израел, од Кадис, Израел испрати гласници кај Едомскиот цар, за да му кажат: дозволи ми да минам низ земјата твоја. Но Едомскиот цар не се согласи, испрати и кај Моавскиот цар, но и тој не се согласи, затоа Израел остана во Кадис. Сега, ако повторно ја имате географската карта во глава, каде се наоѓа едомците? Едом, која територија е Едом? Тоа е јужно од Мртвото море. Јужно од Мртвото море кон Црвеното. Тоа е целата денешна пустина Негев. Тоа било Едом и тоа е денес под Израел. Дори поморскиот град Еилат на брегот на Црвеното море, кон најјужна точка на државата. Каде биле Моавците? Значи, ако идеш од Едом, од јужен Израел денешен, ако идеш све што е јужно од Јудеја, јужно од Хеврон, ако идеш уште на исток, ќе влезеш во Јордан, меѓутоа јужниот дел на Јордан биле Моавците, а северниот дел на денешен Јордан биле Амонците, каде што и главниот град Аман, кој го добил името од Амонците. Значи, Израел пробал од кај Едом, од југ, да влезе во Ханан и бил одбиен. Пробал и од исток преку Моавците и бил одбиен. А од каде конечно влегол? Како во времето на Исус Навин Израел влегол во Хананската земја? На север од денешен Јордан. Таму го минале, ја поминале реката Јордан. И сега Ефта ја рекапитулира ова историја. Значи, Израел бил одбиен од Едомскиот и од Моавскиот цар и си остана во Кадис, 18 стих, тука застанавме, и тргна преку пустината, ја заобиколи земјата Едомска и земјата Моавска и дојде до источната граница на Моавската земја и се смести од онаа страна на Арнон, но не влезе во пределите Моавски, бидејќи Арнон е граница на Моав. 19 стих. Но Израел испрати пратеници кај Сихон, царот Аморејски, царот од Есевон, и му рече: дозволи ми да минеме преку твојата земја до нашето место. Што сака да каже Ефтај со ова историја? Сака да каже, ние израелците не претендираме на било која територија источно од Јордан. Ние само, како и од едомците, јужно од Јудеја, како и од едомците, ние само баравме дозвола за премин. Но територијата на која што претендираме е само западно од Јордан, а северно од Едом, значи Хеврон, најјужна точка на Јудеја. 19 стих, значи Израел испрати пратеници кај овие цареви, кај Аморејскиот цар и кај царот на Есавон и побрал дозвола за премин. 20 стих, но Сихон не му дозволи на Израел да мине преку неговите предели и го собра Сихон сиот народ свој, па постави логор во Јахца и се судри со Израел. Сега, ако имате карта пред себе, ќе може да ги подетално да ги разбирате овие работи. 21 стих. А Господ Бог Израелов го предаде Сихон и сиот негов народ во рацете на Израел и тој ги испотепа. Чи Ефтај, замислите, комицки војвода, но на кого му ја припишува
заслугата за израелските победи. Уште во времето на Мојсей, значи, он ја рекапитулира и во времето на Исус Навин, на Господа, Бог Израелов. И завладеа Израел со целата земја на аморејците кои живееа во таа земја. Сака да кажа, аморејците ги спотепавме затоа што тие први не нападнаа, односно нивниот цар Сихон, и тие завладеа на сите предели аморејски од Арнон до Јавок и од пустината до Јордан. Сеќавате на реката Јавок? Каде беше? Сеќавате Арнон каде беше на картата? Ајде, барем ова го знаете. Од пустината до Јордан. Источната страна. Источната страна на Јордан. Денешната држава Јордан. 23 стих. И така Господ Бог Израелов ги изгони аморејците пред народот свој Израел, а ти сакаш да го завладееш. Со други зборови, Ефтај сега сака да го исплаши амонскиот цар. Нас Господ ни ја даде оваа земја, Господ војуваше за нас, со Господова сила ние воопшто постоиме, ние немаше од Египет да искочиме ако не беше Господ, а камоли сите наредни победи врз други војски и врз други народи, и со други зборови, кој си сега ти? Кој си ти? Господ нас не доведе до тука, кој си ти? Ти сакаш да ја завладеш? Кој си ти? Гледате на југ реката Арнон, тука источно од Мртвото море, реката Јавок, видите која територија е тоа? Он е израелец. Па што не каже, се не сакле да се експонираат. А се гледа дека е малку исончен тип. Како Љубица денес. А другата се гледа дека е словенка, се гледа дека е... Во ред. Да продолжиме со темата, времето не чека. 24 стих, таму застанавме. Зарем ти не владееше со тоа што ти го дал во наследство Хамос, или некој велат Хемош, Кемош, твојот Бог. Го споменува демонот, го споменува паганскиот идол на амонците. И ние си владееме со тоа што ни го даде како наследство Господ, нашиот Бог. Значи, западно од Јордан. Зар си ти подобар од Валак, синот на Ципор, царот Моавски? Го подсетува сега на историјата со Валак и Валаам од Мојсеево време. Се карал ли тој со Израел или војувал ли против него? Израел веќе 300 години, Ефтај кажува и хронолошки податок, да имате малку представа колку време после Мојсеја живеел Ефтај. Израел веќе 300 години живее во Есевон и во неговите села, во Ароер и во неговите села, во сите градови што се блиску до Арнон. Зошто за тоа време не ги одзедовте? Со други зборови, минативе 300 години не се бунеше, дури сега. Сакаш да ги одново да ги освоиш? Јас не сум виновен пред тебе, а ти ми правиш зло. Тргнуваш во војна против мене. Господ нека биде судија меѓу синовите Израелови и амонците. Повторно се повикува на Господ. Зошто? Па што друго може да каже Ефтај? Што друго може да каже било кој израелец? Господ е единствениот аргумент, единствената тапија за таа земја. Ако не е Господ, ништо, никакво право. И завршува Ефтај со Господ, тој нека биде судија.
за тоа чија е оваа земја или чија треба да биде. 28 стих, иста песна, и тогаш, и во времето на фараонот, и во времето на комунизмот, и ден денес. Иста песна, но амонскиот цар не ги послуша зборовите на Ефтај, што тој му ги испрати. Со други зборови, светот не го познава и не го признава Господа. Што рече Исус? Ако светот ве мрази, обраќајќи се на своите следбеници, на своите ученици, ако светот ве мрази, зошто ве мрази? Мене ме намрази пред вас. Заради мене ве мрази. Ако светот не може вас да ве љуби, ако сте мои следбеници. Зошто? Зато што мене не ме прифаќа светот. Мене не ме љуби светот. Светот мене ме мрази и мене ме отфрла. Според тоа, каков третман очекувате вие од светот, ако Христос е ваш, а вие сте Христови? Значи, амонскиот цар не ги послуша овие зборови на Ефтај. Дваесет стих. Замислите сега, што се случува? И слезе врз Ефтај духот Господов. Видите, ова ќе го прочитаме и подоцна кај Самсон. Ова ќе го прочитаме на многу места. И слезе кој? Духот Господов. Колку убави зборови. И кај Саула подоцна на 2 пати слегуваше Духот Господов. Но колку е страшно Духот Господов, она спротивното колку е страшно. Духот Господов отстапил од Саула. Па го мачеше демон, па го викнаа малото овчарче Давид да му свири на харфа, за да го развесели. Зошто го мачеше демон? Колку е страшно и за Самсон, а не знаеше дека Духот Божи или Господ, како пишува, отстапил, веќе отстапил од него. Страшни зборови. Колку е тоа страшно, а колку е убаво ова, и слезе врз Ефтај Духот Господов. Врз кого? Врз синот на блудницата, врз воеводата Комицки, водачот на бандитите. Слезе Духот Господов. Зошто? Исус им рече и на учените рабини, блудниците и митниците, цариниците, пред вас влегуваат во Царството Божие. Зошто? Како? Зошто? Зошто Духот Божи слегол врз Ефтај? Заради овие зборови што претходно ги читавме. Ефтај целата надеж, целата слава, целата заслуга ја положи врз Господа. Значи, како веќе избран водач на својот народ, се спротиставил на надмокниот непријател, само во името Господово. Зошто е Ефтај херој на верата? Зошто апостол Павле го споменува меѓу хероите на верата? Заради ова. И слезе врз Ефтај Духот Господов, и тој го премина Галаат и територијата на Манасија. Памтете ова каде е? Каде е Манасија? Жолтото, така. Галаат и Манасија се каде? Значи, источно од Јордан, еден дел од Манасија е источно од Јордан, и Гат, племето Гат, значи,
Ефтај и израелците се западно од Јордан, Амонскиот цар е источно од Јордан, и сега, место да го чека Амонскиот цар, кој што сака да ги нападне, да го преминат они Јордан и да војуваат западно на израелска територија, Ефтај, откако слезе Духот Господа врз негов, Ефтај го преминува Галаат и територијата на Манасија. Значи, Ефтај е тој кој што превзема акција, се врати во Мицпа, во Галаат и од Мицпа отиде кај Амонците. 30 стих. И Ефтај даде завет пред Господ, велејки: ако ги предадеш Амонците во раците мои. Видите, ова е една... Ефтај веќе го прогласив, не јас, апостол Павле, за херој на верата. Меѓутоа, како што читавме и за Гедеона, како што читавме и порано за други лица, мора, кај што има вера, мора да се покаже малце и човечка слабост. Значи, секаде каде што има ако, човечката природа сака не да верува, да се потпре на Господовото ветување, така? Тоа некако не ми е доволно. Господ ми вети, да, ама не ми е доволно. И што сака? Повеќе наоѓа сигурност, зборам за грешната човечка природа, по природа како сака да постапи. Повеќе наоѓа сигурност ако она му вети на Господа нешто. Да дадам збор, завет и така натаму. Секам татко ми кажуваше дека баба ми, за да се врати дедо ми од кога Мусолини ја нападна Грција 40-та година, дедо ми служеше како грчки војник и дедо ми се вратил од фронтот месец дена подоцна од другите преживеани, затоа што дедо ми на својот грб носел еден ранет војник, кој што го враќал во селото. Дедо ми, исто тоа беше во војната со Мусолини, значи. И се вратил месец дена пешки така со човек на грб подоцна. За тоа време нашите мислят дека тој загинал, дека дедо ми е загинат. И татко ми велеше дека баба ми, неговата мајка, однала во црква цело говедо. Го заветувала говедото како дар во нивната селска црква, само Господ да и го врати мажот. И тоа се случило. Дедо ми се врати, но задоцнал само заради тоа. Сакам да кажам, човечката природа сака таа да заветува нешто, таа да даде нешто и тука да има гаранција. Тука да си најде некое упориште, некоја сигурност. Како да Божиото ветување, Божиото слово не е доволно. Разбираме? Што е проблемот? Значи, Ефтај покажал вера во Господа, Духот Божи веќе слегол врз него и сега покажува тука една слабост на својата човечка природа, тој му се заветува на Господа. Дека ако Господ навистина му ги даде, непријателите, Амонците, ке 31 стих, тука беше, пазите што кажува. Ова е будалаштина, дури, односно, ова е веќе преминува во непотребен фанатизам. Се што ќе ми излезе во пресред од вратата на домот мој, нека биде за Господ, ќе го принесам како жртва сепаленица. И подоцна читате, кој беше тој? Керка му. Ќе стигнеме до таму, веројатно е идната сабота. Но ова е поентата што сакам да ја разбереме. Зошто
имаше потреба, дали имаше потреба од ваква нешто. И што го чинеше Ефтаја оваа будалаштина? Неговото родено чедо, неговата керка. Зошто сето тоа? Нели беше едноставно, нели беше доволно да се потпреш и да продолжиш да се потпираш само на Божјето ветување, само на Божјето Слово. Ништо друго не ти треба. Доволна ти е мојата благодат. Ништо друго не ти треба. Кога го имаш Божјето Слово, ништо друго не ти треба. Кога го имаш Божјиот Дух, ништо друго не ти треба. Целиот свет да се собере против тебе, ништо нема да ти може. За жал, човечката природа сака да биде понејзино, не по Божјето Слово, туку понејзино, и заради тоа плаќа тежок арач понекогаш. За нашите грешки, за нашите страсти, за нашиот фанатизам, за нашиот памет, често пати страдаме само заради тоа. Господ нека ни даде благодат и милост да научиме, дури и од хероите на верата, кои што живееле во многу дамнешни старозаветни времења, дека е доволно да се потпираме само на Божјето Слово, да веруваме на Божјето Слово. Доволен услов за примање на Неговиот Свети Дух, да го оставиме секој грев, тоа значи и да веруваме, не може едното без другото. И никакви наши старозаветни ветувања, никакво наше заветување, да се потпреме на Божјето ветување, не на нашето ветување, бидејќи нашето ветување може и нашите човечки дела, наместо Божите може да не доведат до пропаст и до пораз. Наместо до благослов и до успех. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота и тогаш ќе завршиме со Ефтаја.